Војната економија што ја напојува руската инвазија врз Украина во голема мера е финансирана од извозот на нафта и газ од Русија. Сега Соединетите Американски држави и Велика Британија и Европската Унија објавија сеопфатни санкции против најголемите руски нафтени и гасни компании. Тие исто така им забранија на американските компании да работат со овие енергетски гиганти, а исто така и со финансиски институции во секундарни земји кои работат со нив. Ова е прв пат откако Доналд Трамп беше реизбран за председател на САД, тој да воведе такви санкции против руската нафта. Look, these are tremendous sanctions. These are very big. Those are against their two big oil companies, and we hope that they won't be on for long. We hope that the war will be settled. Значи дали ќе функционира, дали тенкот што ја напојува руската воена машина ќе се испразни. Секако не веднаш. Финансиските експерти, вклучувајќи го и поранешниот советник на Руската централна банка, велат дека санкциите ќе имаат ограничено влијание. Исто така, значителни количини на извоз на нафта дури и не се продаваат во американски долари, а купувањата на Кина во јуани се зголемуваат. Трамп вели дека неговото трпение конечно истече по месеци ветување на рускиот председател Владимир Путин дека ќе разговара за прекин на огнот во Украина. Но некои наблюдувачи се прашуваат колку агресивно Белата куќа ќе ги спроведува санкциите. Некои го наведуваат нивниот рок за стапување во сила, моментално поставен на 21 ноември. Исто така не е јасно дали Министерството за финансии на Соединетите држави навистина ќе се насочи кон субјекти во Кина и Индија, земји кои остануваат главни руски клиенти на нафта. Покрај тоа, руската економија преживеа речиси 4 години други видови санкции, но Кремљ останува агресивен, како и секогаш во спроведувањето на своите напади врз Украина. Значи, одговорот на прашањето колку драстично новите санкции ќе влијаат врз воените напори на Русија, според повеќето наблюдувачи, ќе стане јасен само со текот на времето.